Функционално Куманово е еден од столбовите на програмата на Ред за Куманово. Независниот кандидат за градоначалник на општина Куманово Горан Стојковски Диро смета дека сообраќајниот метеж во градот е резултат на популистички и ефтини решенија. Место да имаме семафори на влез во град, кои што ќе го успоруваат проток на возила, ние имаме кружни токови на влез на град, кои што го убрзуваат влегувањето на возила. Имаме за 20 секунди 200 возила во центар на град, кон семафори кои што волшебно не работат повеќе од 8 години. И правиме хаос, затоа што решенијата не ги донесуваат стручни сообраќајни инженери, туку еден хегемон кој што владее моментално во Куманово и кој што сака да биде крал на Куманово, а не градоначалник, без да се консултира со стручната фела за било кое решение. Имате моментално понуда на цели 100 метри разлика. За дел ќе се наплаќа паркинг, на цели 100 метра понатаму нема да се наплаќа паркинг. Мора да бидеме свесни дека нема услуга да биде како што треба доколку нема плаќање. Ова се ефтини приказни за народот кои што ќе завршат на 2 ноември. Исто така можете да видите дека за 40 дена Куманово можело да функционира како што не функционира претходни 8 години. Што и да спомнеме, се обидуваат да решат. Можете да го видите моментално ефектот од бекатонирање на делот Куманово, кој што дава фантастичен резултат политички. Замислете, ако дел од тие средства беа употребени да се обнови театарот, да се обнови пионерскиот дом, да се обнови Соколана, кој што минимум треба да е музеј на спорт, можете да замислите каков бенефит ќе имавме за младите луѓе. Со ова бекатонизирање само го убрзуваме процесот на заминувањето на нашите млади луѓе кон Табановце и кон аеродром Скопје. Ние мора да се обратиме кон сообраќајните инженери, кон стручната фела, кој што ќе ни даде одржливо системско решение, не решение кое што ќе важи од избори до избори. Целосна реконструкција и изградба на нови тротоари на улицата Бајрам Шабани, најавува кандидатот за градоначалник на општина Куманово од движењето Знам за наша Македонија Максим Димитриевски. Повеќе од 4 децени за прв пат изведовме атмосферска канализација, да се собере водата од врнежите која што го поплавуваше централното градско подрачје. Им се извинувам на граѓаните што мораше да се копаат многу прекопи поради поставување на подземни инсталации. Продолжуваме со целосна реконструкција на улицата и за прв пат изградба и на тротоари на истата. Се надевам дека нема граѓаните да ги користат за паркирање, а при тоа ќе се обидеме да ја оградиме и со столчиња, за да можеме да воспоставиме систем каде што граѓаните ќе можат да се движат по тротоарите. Бајрам Шабани, една од најстарите улици во градот, ќе добие комплетно нов лик и изглед кој што ќе биде во функција на непречено движење на пешаците, но и учесниците во сообраќајот. И овде сме на ново планирана улица 100, која што после 40 години ја поврзува улица Моша Пијаде со булеварот Октомвриска револуција. Пробиена траза, изградени нови подпорни ѕидови, предвидени нова велосипедска и пешачка патека и улица по сите стандарди. По завршување на атмосферската канализација на улица Моша Пијаде и овој крак од улица 100, дефинитивно ќе се реши деценискиот проблем на градот со акумулирање на големи количини на атмосферски води при обилни врнежи во градот и дополнително истата ќе биде завршена во целост, со што ќе се стави целосно во функција и сите овие новоизградени објекти кои што беа затечени од моја страна ќе бидат целосно ставени во функција и граѓаните ќе доживеат да видат денот кога ќе газат по асфалтирана површина. Промената од летно во зимско сметање на времето може да влијае врз нашиот биоритам и ментално здравје, порачуваат лекарите. Таквата состојба граѓаните побрзо може да ја надминат со внесување на витамин D во организмот, редовни оброци и прошетки во природата.
Времето сега е продолжено за 1 час повеќе спиење. Тоа повеќе има влијание врз менталното здравје кај луѓето, односно психичкото расположение, мада плюс 1 час повеќе на никого не би му придадено негативности врз здравјето. Апел кон пациентите повеќе би го насочил, сега актуелно е настинки, сезонскиот грип влада, да го чуваат здравјето од тој аспект, влијанието на часовникот во повеќе влијание има во оној период кога се враќа 1 час помалку, односно помалку спиење и тогаш на организмот му приредува повеќе стрес. Влијание има скратување на денот, односно сончевите часови се намалуваат. Во тој начин би препорачал поголеми, односно внесување на чести дози на витамин D секојдневно, затоа што на помалку сонце сме изложени. Други препораки во однос на суплементација не би додавал. Исто така да би препорачал колку што може да се излегува на прошетки, да се обрнува внимание на редовни оброци и тоа стандардни протоколи. Моменталната состојба повеќе се занимаваме со респираторни проблеми. Влажното време исто така има влијание врз хроничните респираторни проблеми како што се астма, хроничните бронхитиси, такви пациенти, но со часовникот не би додавал дека може да предизвика над респираторните проблеми. Кашлање, температура, болки во зглобовите, исто така со артралги, болки во мускулите. Со таква симптоматологија доаѓаат. Така е препораката, првен кај матичните лекари да се обраќаат, па потоа во болнички услови ако треба ќе се препраќаат за лекување. Две екипи на територијалната противпожарна единица Куманово доцна синоќа интервенирале во поранишниот пионерски дом, како што соопшти денеска регионалниот центар за управување со кризи. Интервенцијата на улицата Кирил и Методи, каде што била опожарена покривна конструкција на објектот во рамките на кој функционира и детската градинка Детелинка, траела од 21 часот и 20 минути до 22 часот и 15 минути. Заради настанатиот пожар од засега непознати причини и поради безбедносни причини, децата денеска не посетуваа градинка. Инаку во новиот објект на градинката Ангел Шајче може да се сместат околу 80 дечиња. Кикбокс клубот Предатор од Куманово продолжува со успешните настапи на меѓународната сцена, освојувајќи 3 медали, 1 сребрена и 2 бронзени на турнирот кој изминатиот викенд се одржа во Тешањ, Босна и Херцеговина. Од клубот изразија задоволство од прикажаните настапи на Данило Методиевски, Борјан Арсовски, Петар Станковски и Димитар Давидковски, оценувајќи го турнирот како големо искуство и најава за уште подобри резултати во иднина. Машката ракометна репрезентација на Македонија в сабота од 16 часот во спортската сала во Куманово ќе одигра пријателски надпревар со репрезентацијата на Јапонија. Од вчера билетите се пуштени во продажба преку сајтот karti.com.mk. Цената е символична од само 100 динари и билетите ќе се набавуваат онлайн. Инаку мечот со Јапонија е почеток на подготовките за настапот на Европското првенство во Данска, Шведска и Норвешка во јануари 2026 година. Фотоклуб Куманово е организатор на меѓународна изложба на уметничка фотографија, која свечено ќе се отвори утре вечер во 19 часот и 30 минути во просториите на Уметничката галерија во Куманово. Од клубот ги повикуваат љубителите на фотографијата да ја проследат изложбата насловена Фотоприказна, поддржана од Министерството за култура и општина Куманово. Министерството за внатрешни работи соопшти дека денеска СВР Скопје поднесе кривична пријава против 2 лица до Основното јавно обвинителство Скопје поради сомненија за сторено кривично дело загрозување на животната средина и природата со отпад. Осомничените СР како веде директор, а АС како управител за отпад во јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје заедно постапиле спротивно на Законот за управување со отпад и на својата основна дејност за редовно собирање и транспортирање на безопасен отпад на подрачјето на град Скопје, како и на обврските предвидени во оперативната програма за собирање и транспортирање на комуналниот отпад
и на оперативниот план за одржување на јавната чистота во градот. Со пропуштање на целосниот надзор на собирањето и транспортирањето на комуналниот отпад, како и со непрописно управување со отпадот, тие овозможиле во текот на месецов да се соберат мали депонии на јавни и сообраќајни површини во близина на предвидените садови за собирање комунален отпад, со што предизвикале значително оштетување на квалитетот на почвата, воздухот и водата и го довеле во опасност животот и здравието на луѓето од предизвикување заразни или други болести. Ваквите сомненија се утврдени и констатирани со вонредните инспекцијски надзори од овластените локални инспектори за животна средина, кои излегоа на терен по настоки на јавното обвинителство, како и со експертско мислење за влијанието на отпадот врз јавното здравје и можноста за ширење заразни заболувања од јавната здравствена установа Институт јавно здравје.